Ехо од Вселена. Во продолжение да проговориме малку и за мощно популарните, мощно актуелните пророштва на Нострадамус, врзани за 2012. Па да, Нострадамус е така еден специфичен пророк кој што неговата популарност некаде потекнува од 80-тите години од минатиот век, значи кога ете така се најдоа тие записи негови, па сега дали тие записи се веродостојни, дали се напишани многу покасно после него, само ете така колку да се каже нешто. Мислам, иако за Нострадамус се тврди дека он ги го предвидел многу работи на земјата, многу земјотреси, вулкани, Хитлер го предвидел. Меѓутоа има некои работи кои што он ги предвидел, а не се воопшто не се оствариле. Сега кој е Нострадамус? Нострадамус живеел во 16 век, значи Дали е, Зоране, за тебе познато, прости што те прекинувам, дали Нострадамус ја предвидел и оваа емисија Ехо од Вселена? па не знам, Не најверојатно ти е ја предвидел. Он е роден 1503 година, умира 1566 година, значи работи како доктор и она што е карактеристично за него, он е роден евреин. Меѓутоа во тој е периодот на шпанската инквизиција кога едноставно он морал да е, така да кажам, да се прекрсти од евреин за фамилијата биде сочувана во ВСА. Он некаде започнува да пророкува на 45-50 години и сега неговите пророштва не се баш најасни, значи многу тешко се дефинираат и мислам, еве само едно нешто ќе прочитам за едно негово пророштво. А кога змијата од кафесот ќе се роди, ќе биде тоа суштество од нечовечки род. Ќе биде роден од стомак со 2 глави и 4 раци и ќе умре рано. Од Јадран се до Сибинскиот крај, морски страшен звер ќе се доплови со човечки лик и риби и пераи, со јадица луѓето ќе ги ловат. Значи едни стихови кои што се многу загадочни, неразбирливи. Само нешто е карактеристично, он у неколку наврати ја споменува и Македонија. Нострадамус, мислам, еве он за нејзе што вели. Заби на небото ќе засветат ноќе, и сите од рона сјајот ќе го видат, војна глад, а помош доцна ќе дојде, на македонците Персија иде. Сега, он има едно пророштво од 1999 година, кога еве, тоа пророштво не се има остварено, значи он го предвидува крајот на таа ера. И сега 7-миот месец од 1999 година, владетел се спрема грозен и страшен од небото да дојде, да го ворскасне кралот на Ангулам. Овен доаѓа од една, Марс од друга страна, никогаш не се гинело вака, крвта на невините и на децата ќе се лее. Тоа е пророштво на Нострадамус за 1999 година, значи он тука кажува, спомнува некој судир помеѓу цивилизации, значи тука го ја навајава исламската цивилизација против христијанството или обратно. Меѓутоа од тоа ништо се нема остварено. Сега исто така во понов период се даваат и некои стихови од Нострадамус кои што вели за 2012 година. Значи тие стихови се поврзуваат со таа 2012 година. Мислам, еве колку може да се разбере од тие негови стихови. Ќе биде големо пролевање крв, небото ќе се чини неправедно, и на земјата и во морето и во воздухот, обреди, глад, кралства, чума и абортуси. Тоа е некое пророштво за 2012 година. Значи, пророштво кое што, ете, слободно секој може да си го интерпретира како што сака. Значи, некој може да го земе позитивна, некој негативна конотација. Меѓутоа, што немаат предзнаења, добри предзнаења, подобро и да не се обидуваат. Да, мислам дека нема никаква логика во ова, нема ништо текстовите некако. Или времето ќе не појасни. Па да, најверојатно. Ехо од Вселена.